Добар ден, ученици, и добродојдовте на нова видео лекција по предметот Историја за седмо оделение. Денес ќе зборуваме за самостојни феудални држави во 14 век. На крајот на оваа видео лекција треба да ги совладате целите и задачите предвидени за оваа наставна единица, а тие се следните. Ученикот да знае кога и од кого била основана серската држава и каде се простирала. Ученикот да знае кога и од кого било основано Прилепското кралство и каде се простирало. Ученикот да знае за државата на Јован и Константин Драгаш. По смртта на српскиот цар Душан во 1355 година, на чело на Српското царство ќе застане неговиот син Урош Пети. Во негово време ќе почне да слабее Српското царство, а тоа ќе го искористат големите српски феудалци, кои ќе започнат да ја отврваат централната власт и да се осамостојуваат и да создаваат своји господства, односно своји држави. На тој начин Српското царство ќе започне да се распаѓа и по смртта на Урош ќе престане да постои. Во Македонија, во овој период, во втората половина на 14 век, се создале три самостојни држави, и тоа Серска држава, Прилепско кралство и државата на Јован и Константин Драгаш. Сега ќе зборуваме за Серска држава. Околу 1365 година деспотот Јован Углеша во југоисточна Македонија основал независна држава со центар во градот Сер. Тој деспотското достоинство го добил од Византија, бидејќи Византија сакала Јован Углеша да го придобие како сојузник во борбата против османлиите. Во составот на Серската држава, освен Сер со околината, влегле градовите Струмица, Драма, Кавала и полуостровот Халкидики со Света Гора. Државата се простирала на исток до реката Места и се граничела со Османлискиот султанат, а на запад до реката Вардар и со териториите на Волкаши. Државата на деспотот Јован Углеша ја имала поддршката од Охридската архиепископија. Како богат деспот, тој на манастирите од Света Гора им давал имоти. Неговата држава често била напаѓана и ограбувана од страна на османлиите. За да ја отстрани османлиската опасност, Јован Углеша го повикал својот брат Волкашин да му помогне. Откако ги соединиле војските, тие се упатиле на исток кон Османлискиот султанат и во судир помеѓу нивните војски и османлиската војска дошло на реката Марица. Во битката на реката Марица во 1371 година Јован Углеша загинал. Бидејќи немал наследник, Серската држава ја наследил кралот Марко. Друга феудална држава која што била формирана во Македонија во 14 век, тоа е Прилепското кралство. За време на владеењето на српскиот крал и цар Душан, Волкашин извршувал високи должности на владетелскиот двор. Неговите имоти се простирале јужно од Скопје се до Прилеп. По смртта на Душан, Волкашин станал најугледна личност на дворот на царот Урош. Во 1365 година Волкашин бил крунисан за крал. Со тоа станал престолонаследник на царот Урош. Меѓутоа, ова не им се допаднало на српските кнезови и жупани, па затоа организирале воен поход. Во битката, која што се случила 4 години подоцна по прогласувањето на Волкашин за крал, во 1369 година на Косово поле, тој ја победил здружената војска на српските кнезови и жупани и после оваа победа Волкашин почнал да владее самостојно. Неговите територии после битката на Косово поле се прошириле кон Призрен, Приштина и Ново Брдо. Според името на престолнината на државата, која се наоѓала во Прилеп, таа е позната како Прилепско кралство. Во време на најголемата моќ, тоа се простирало на север до Призрен и Приштина, на југ до Преспа и Охрид, на запад до Дебар и Кичево, а на исток до реката Вардар. Во 1371 година, на повик на неговиот брат Јован Углеша, Волкашин заминал да му помогне во борбата против османлиите. Во битката на реката Марица, Волкашин загинал заедно со својот брат Јован Углеша.
а престолот го наследил неговиот син, кралот Марко. Кралот Волкашин ковал своји пари, односно монети, како независен и самостоен владетел, имал своја дворска канцеларија, издавал повелби до странски држави, а најмногу тргувал со Дубровник. Исто така градел и обновувал манастири и цркви. Друга феудална држава, која што била формирана во Македонија во 14 век, е државата на Јован и Константин Драгаш. По долината на реката Брегалница, деспотот Јован Оливер имал имоти. Од летовските рудници за злато и сребро стекнал големо богатство. Областа ја наследиле браќата Јован и Константин Драгаш. Тие ја признавале власта на кралот Волкашин. По смртта на Волкашин тие се осамостоиле во Североисточна Македонија. Престолнина на нивната држава бил градот Белбушт, односно Кюстендил. Државата се протегала меѓу реките Вардар и Струма со градовите Мелник и Струмица на југ, а на север Топрешево и Врање. Кога постариот брат Јован починал со државата, управувал помалиот брат Константин. За да ја зачува власта, станал вазал на османлиите. Со тоа Константин се обврзал да плаќа годишен данок на османлиите и да го придржува султанот во војните походи што тој ќе ги превзема. И во еден таков воен поход и Константин загинал. Овдека може да видите картата до каде се простегало Прилепско-Македонското кралство во време на неголемата моќ на кралот Волкашин и неговиот брат Јован Углеша. Сега активност за вас ученици. Значи овде се дадени серска држава, Прилепско кралство, државата на Јован и Константин Драгаш. Во првата колона треба да напишете кога и од кого била формирана серската држава, потоа Прилепското кралство, државата на Јован и Константин Драгаш, потоа во втората колона имате каде била формирана серската држава, Прилепското кралство, државата на Јован и Константин Драгаш, и во третата колона имате каде се простирала серската држава, Прилепското кралство, државата на Јован и Константин Драгаш. Се надевам дека ги постигнавме целите и задачите предвидени за оваа наставна единица. Се надевам дека ви беше интересна оваа видеолекција. Ви благодарам за вниманието и довидување.